Во дневникот ја вклучувам Стојне Митева. Стојне, кажи ми кои се последните информации од теренот? Така, добро вечер и од селото Моин крај Гевгелија, каде што денеска послеплавне огромна група на мигранти се приближи кон македонска територија и на илегален начин преминаа во селото. Тие негде после 15 часот успеа да влезат во селото, каде што буквално извикуваа да се отворат границите и слободно да го продолжат својот пат. Таму беше веќе армијата и полициските службеници за кратко време, не им беше дозволено да се приближат кон на средината на селото, успеа да дојдат само меѓу првите 5 куќи од селото. Местното население денеска навистина беше вознемирено и во моментов е вознемирено, не знаат што понатаму и навистина се плашат за својата безбедност, дали ќе може армијата да ги стави под контрола разгневнетите. Се палат огнови на секој кошиња, бидејќи со мигрантите има и огромен број на деца, бебиња, жени покрај мажите кои пристигнаа денеска. Навистина е неизвестно што со овие луѓе и како македонските власти ќе се справат со ситуацијата понатаму. Нашата екипа денеска, како што и кажав, е од утрово овдека крај Гевгелија на Сува река, да видиме што точно овдека денеска се случуваше. Мигрантите од Идомени денес попладни легално влегоа во селото Моин кај Гевгелија. Околу 1000 мигранти, пеш во големи групи, се спуштија полека во селото. Се приближија и до првите куќи во Моин и испоседнаа по засеаните посеви и селскиот пат. Меѓу селаните се создаде паника, се плашеа за својата безбедност. Но огромниот број безбедносни сили не дозволија групата да се рашири подолу во селото. Стравувате ли за вашата безбедност? Не стравуваме, како не стравуваме? Не е страх, да? Не е страх. Там се. Полицијата и армијата е овдека. Да, полицијата, ама там се тие бегалците, там се. Моин е на самата гранична линија со Грција, од каде поминува и Сува река. Реката е сува без вода, но со секој наврна дожд реката се полни. Најчестите илегални преминувања се токму покрај селото. Мигрантите кои се со денови на Идомени од вчера тргнале кон македонска територија, но за дел од нив патот до подобра иднина заврши трагично утрово. 2 жени и 1 маж рано утрово во 6 часот и 45 минути се удавиле во надојдената Сува река. Тие биле група од 7 члена семејство. Мајката и 4 деца се во Гевгелија, од кои 3 се во Гевгелиската болница. Еден од преживеаните вели дека условите во Идомени биле неподносливи. Решиле по илегален пат да тргнат кон Македонија. Моите 2 сестри и зет ми се удавија утрово. Ние, целото семејство, решивме да дојдеме до овде, преку реката, но таа беше многу брза и длабока на некои места. Ако не напуштат македонските власти да одиме кон север, сигурно ќе се вратиме назад во Авганистан. Гледката денес воопшто беше вознемирувачка. Покрај преживеаните од семејството, од водите на Сува река биле спасени уште 20 други мигранти од Иран и Авганистан. Во Моин денеска покрај мигрантите околу 15 на новинари странски кои се нелегално пристигнаа заедно со мигрантите беа приведени од македонската полиција. Мигрантите пак на македонска територија од Идомени пристигнаа со грчка полиција во придружба. Да, ги видовме инсертите. Стојне, ти беше сведок кога мигрантите влегува во Македонија. Те прашам како успеа, имаше ли полиција, војска, како влезе толкова број на луѓе токму на македонската држава? Така, Томич, ние бевме заедно со припадниците на армијата и полициските обезбедувања покрај реката, но меѓутоа реката е незамисливо да се помине пеш без никакво возило. Решивме да се вратиме назад во селото. На 1-2 минути од реката каде што илегално преминуваат. Кога се вративме во селото, не знаеме ни ние како и на кој начин успеа за толку краток период да влезат во селото. Едноставно го окупираа за 5 до 10 минути. Како што и кажав, предходно ги имавме сите во кадар, пристигнуваа од Ридот, а очигледно имаат некој друг пат кој што тие најдобро го знаат како да влезат до Моин, бидејќи Моин е единствената релација каде што има мост, каде што нема вода.
И некои се осудуваат и преку реката да поминуваат, но како што видовме од прилогот, некој трагично завршија утрово, сепак е голем ризик. Водата е многу надојдена, е многу брза и длабоко на некои места и навистина е ризично. Ако до пред некој ден имавме проблем најголем на Камен 59, очигледно веќе од денеска имаме најголемиот проблем на Камен 4.